вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Демократите од Американскиот представнички дом се определени да направат значителен напредок по легислативата за реформа на здравствената заштита пред да заминат на августовскиот одмор, како и моди веднаш на почетокот на емисијата. Вчера демократските лидери во представничкиот дом постигнаа компромис со конзервативните членови на партијата за тоа како да се плати за реформите. Според договорот за легислативата треба да се гласа во надлежните комисии до крајот на неделата. А на гласање пред целиот представнички дом предлог законот треба да дојде во септември. Инаку вчера председателот Барак Обама зборуваше и со жители на Северна Каролина за неговиот план за реформа на здравствената заштита, при што кажа дека американците би добиле поголема сигурност, а на осигурителните компании ќе им се ограничи моќта. Тој особено инсистираше дека планот не значи дека владата ја презема здравствената заштита, како што тврдат некои републикански критичари. А денес се очекува разврска на контроверзата во врска со опсењето на харвардскиот професор Хенри Луис Гейтс во Кембридж, Масачусетс. Обама ги покани и него и наредникот Джеймс Кроли, кој го апсул Гейтс на пиво во Белата куќа. Медиумите настанот, што го нарекуваат пипски самит, го очекуваат со нетрпение. Да подсетиме, Гейтс беше уапсен во неговиот дом во близина на универзитетот на 16 јули, откако тој и уште еден човек биле забележани како се обидуваат насилно да влезат во куќата. Објаснувањето на Гейтс е дека вратата била заглавена и дека белиот полицаец интервенирал затоа што Гейтс е црнец. Полицијата вели дека апсењето е резултат на непримерното однесување на Гейтс. Обвинението подоцна беше повлечено, но контроверзата продолжи. На пресконференција на 22 јули Обама, запрашан за случајот, рече дека полицијата реагирала глупаво, а подоцна се обиде да ја смири работата, велејќи дека требало повнимателно да ги избере зборовите. И денешното пиво е обид да се стави точка на ова што неколку дена го одвлекува вниманието од неговата тема – реформа на здравствениот систем. Неделава Македонското собрание едногласно го усвои законот за финансирање на политичките партии, еден од пакетот закони што еврокомесарот Оли Рен препорача да бидат донесени за Европската комисија на есен да може да препорача почеток на преговорите за членство во Европската унија. А што за законот мислат аналитичарите од следниот прилог на Боријан Јовановски? На оваа експресна постапка по барањето на Европската комисија од страна на власти и опозицијата реагира експертите, кои тврдат дека носењето на овој закон на брзина во предложената форма нема да ги донесе ефектите во реалноста кои ги бара Европската унија. Законот, на пример, не предвидува санкции кои се соодветни на последиците кои произлегуваат од кршењето на одредбите. Во поглед на за финансирање на политичките партии се уште немаме ни еден позитивен исчекор. Они ќе сакаат да видат што, дали некој ќе одговарали на кој начин за финансиски малверзации. Дали ќе одговара или не. Иако ми е формално правно законот ќе остокмиме. Една од санкциите кои би требало да ги содржи овој закон согласно европските искуства е партијата која прави прекршок по оваа основа да се соочи со губење на мандати во собранието. Ако знам јас како политичка партија, влегувам у кампања, имам црни пари. Не можам да докажам од кај ми се парите. А знам од друга страна дека ќе ги изгубам мандатите, сигурно ќе морам на честен начин да постапам. А кај нас сега ние идеме друго. Инаку потребата од овој закон произлегува од оценката дека начинот на кој се финансираа политичките партии во Македонија е еден од клучните генератори на корупцијата. На оваа тема повеќе години истражуваше новинарката на неделникот Фокус Јадранка Костова. Парите на партиите, за сите партии говорам, особено овие, им стигаат на црно, тоа се црни пари, а потоа се под наводници легализираат со тоа што ќе стаиме ние дека сме донирале. Во септември се очекува извештај на телата на Советот на Европа за квалитетот на новодонесениот закон. Експертите предупредуваат дека таа оценка веројатно е дека ќе биде негативна, пошто законот повторно би требало да претрпи измени. Боријан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје. Државите на северната хемисфера брзаат да направат вакцина против свинскиот грип, очекувајќи дека болеста ќе продолжи да се шири. Соединетите американски држави веќе се готови и ќе започнат со тестирање на вакцината за 10 дена на луѓе.
Порано годинава започна работата на вакцина што ќе го спречи ширењето на вирусот H1N1 или свинскиот грип. Работата во САД е завршена и на почетокот на август започнува тестирањето. Универзитетот Емори во Атланта е едно од местата каде ќе се врши тестирањето. Доктор Марк Малиган вели дека му се потребни 300 доброволци. Тој се надева дека со оглед на вонредната ситуација во која се наоѓаме ќе се јават многумина. Тестирања ќе се вршат во 8 објекти во САД, најпрво врз здрави возрастни лица, а потоа врз луѓе од сите старосни групи. Целта е да се обезбедат 100 милиони дози од вакцините до средината на октомври. Универзитетот Вандербилт е уште едно од местата каде ќе се тестира вакцината. Доктор Вилијам Шафнер е начело на одделот за превентивна медицина при овој универзитет. Најлошо сценарио е вирусот H1N1 да почне да се шири пред да имаме вакцината. Како и со секоја вакцина која се изработува со забрзано темпо, постои загриженост за одредени опасни контраиндикации или алергиски реакции. Во овој случај се стравува и од нагло зголемување на бројот на заболените. Американскиот секретар за здравство Арни Данкан вели дека е можно голем број училишта да бидат затворени заради вирусот. Минатата година имавме среќа бидејќи вирусот не погоди на крајот на учебната година. За следната учебна година треба да се подготвиме сега. Научниците не знаат зошто заразените од свински грип се главно деца на училишна возраст и помлади луѓе, но се прават напори покрај вакцината да се обезбедат и маски, респиратори и лекови за да се спречи ширењето на пандемијата. Утре во Newsflash, се повеќе бездомни семејства во САД. И дојдовме до крајот на нашата емисија Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон со потсетување да ја посетите и нашата веб страница со многу повеќе информации. Гласнамерика.com